Денес почнуваат геолошките истражувања и почеток на работите на коридорот 10D. Нека е со среќа. Со знакот на зеленото знаменце на премиерот Димитар Ковачевски, денеска кај Тирис Прилеп стартуваа градежните машини, со што беше означен почетокот на подготвителните работи за изградба на автопатот Прилеп Битола, кој што ќе го гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Исто така беше откриена и табла за почетокот на изградбата на автопатот, кој што треба да биде долг 39,3 км и да биде завршен за 57 месеци. И за сега само овие два податоци се знаат за овој автопат, друго ништо. Неговата цена колку ќе чини, како и другите работи поврзани со истиот, не се соопштени. Премиерот Ковачевски истакна дека со изградбата на 4 автопатски делници од коридорите 8 и 10D се отварале 8.000 нови работни места и раст на БДП од 2% годишно. Нашата држава конечно, од кружен тек на Балканот, станува вистинска крстонстица на Балканот. Инвестиција со која што Северна Македонија ја позиционираме на економската и инфраструктурната карта на Европа. Не само што ги поврзуваме градовите, регионите, туку ја поврзуваме нашата држава со околните држави и со светот. Со модерна патна инфраструктура која ќе привлече туристи, но и странски инвеститори со што ќе се подобри имиджот на нашата држава во светски рамки. Првиот заменик пак на председателот на владата Артан Груби рече дека никој повеќе не можел да го кочи напредокот на Македонија и дека со овие проекти бил ставен крај на заложништвото на собранието и заложништвото на граѓаните и дека никој повеќе не можел да го запри возот кој шторил за Брисел. Ниту Мицковски, ниту Свети Мицко може да го запре овој проект. И сите влади, а следната влада секако ќе биде истата која што е и оваа денес, ќе го заврши овој проект, ќе ги пресече лентите и сите граѓани ќе се возат по нив. Од Бехтел и Енка со нетрпение чекале да започне работата на автопатите. Преку овој регион се поврзуваме со Хрватска, со Косово, со Албанија, со Србија, а сега овде и со Северна Македонија. Вклучувајќи локална работна сила, фирми и добавувачи. Беше истакнато огромното економско значење на коридорите 8 и 10D, како од македонските власти, така и од представниците на дипломатскиот кор. Реализирајте ги вашите бизнис планови, инвестирајте овде, а државата преку реализација на ваквите проекти ви помага да бидете поконкурентни и поуспешни. Нам како држава ни овозможува поврзување со две пристаништа. Едно во Бургас, Република Бугарија, и другото во Драч, Република Албанија. Овие проекти создаваат работни места и ја подобруваат конкурентноста на приватниот сектор. Северна Македонија, која со својата географска положба е позиционирана врз еден стратешки коридор каде се вкрстуваат оските на исток и запад и север и југ, го зголемува својот капацитет во областа на транспортот. Инаку се уште во теке комисиската расправа за 5 владини закони поврзани со коридорите, кои што се сега повтор пат пред пратениците, но овој пат со европско знаменце и скратена постапка.